Ванчо Митев има 69 години и потекнува од Кочани. Нема да успее да се снајде во животот, по својата старост ја минува премрзнат и гладен. Никогаш ке рече тој нема да се ожени и да создаде семејство. А не живее добро ниту со роднините, бидејќи како што самиот тој ќе каже, премногу го потценувале и сами избркале од нивните животи. Како млад среќата си ја барали на запад, но болеста и болките ќе го спречат да успее и ќе го вратат повторно во родната земја. За жал, овој пат уште полоши од претходно. По смртта на родителите тој буквално преживува. Не може да најде соодветна работа и последните години живее само од социјална помош. Веќе 20 години живее без елементарни услови за живот, топлината ја добива само од стариот јорган останат од неговата мајка, со кој се топли дури и на минусни температури. Па и во моментите кога не питачи низ градот, затоа што последните 2 години нема ниту за леб бидејќи му била укината и социјалната помош. И вкусот на храната го заборавил бидејќи не може да се дозволи да си купи ниту леб, а си би дал барем за миг да има греалка, вели Ванчо, за да може да си ги стопли премрзнатите коски и да може со храна да го нагости својот прегладнат желудник. Прилично студен ден на юноќ. Денеска сме во Кочани, една соседка на Ванчо Митев ни кажа дека тој живее без струја и навистина во тешки услови, без храна и без елементарни услови за живот. Денес дојдовме да го посетиме. Добар ден. Добар ден, да. Како сте, Ванчо? Лошо, тешко ти кажам, многу тешко. Тешко живот. Една соседка се јави и ве пријави во емисијата Срце на дланка, јас сум Оливера. Ни кажа дека живееш тешко и затоа дојдовме да видиме и да се увериме и себе си и нормално јавноста. Да. Зашто живееш тешко? Што ти се случува? Нема проблеми, нема пара, нема јадење, храна нема. Од што да живеам, нема ништо. Жената и они утите, нема што да јаде, просе по улици. Што да правам? Со просење, со питачење живеат. Да, питачење, со тоа. Ево само ова сите, там нема. Само тука имате струја во ходникот. Само тука, там нема, онда там нема, потие нема струја. Там нема струја. Ванчо, многу е ладно во куќава. Па ладно. Не грееш? Немам дрва, немам од кај да купам. Немам пари, немам од кај да купам, немам пари. Тешко е. Жената питаче. Вака ја поминувате зимата без Вака, грејење. без дрва, без ништо. Вака кога е минусно како денес? Да. И вака. Еве 20 години сум така и повеќе, 20 години така. Без дрва, 20 години повеќе, никој не помогна. Вода немам, 25 години вода немам. Ништо. Зошто немате вода? Па нема, не можеш да платиш, нема пари, нема, тешко е. Еве, од туби сум ги работила. Немам. Од чет да живеем, нема тешко проблем. Ваму ли спиете? Таму спиете, таму. Те таа соба, те тука спием, да. Те тука спием, да. Те тука, да. Те тоа. Зашто нема тука струја, Ванчо? А имаше сирица, па да нешто тоа, да. Како е вака да се живее? Тешко, ама што да правим, тешко. Тешко е. А зошто вака живеете? Што да правим. А што би можело да се направи за да ви биде полесно? Па, колку може да се поморе, не толку што може да поморе, дали храна, дали нешто да се јаде, само да имам бар да живеам, бар за храна, не може бар храна да имам да јадам, а како немам. Имате и без храна сте живееле? Па без храна гледај колку сум без храна. Жената питаче по улици. Те, кај ова, пријател, она и даде нешто, 50 динара за лепчи даде. За лепчи даде. Ванчо Митев живее во центарот на Кочани, во семејна куќа од неговите родители. Во младоста бил и повеќе борбен, ке рече за себе. Па кога ќе го избркат од работното место во родниот град, тој среќата ќе си ја побара во Германија. Но сериозната здравствена ситуација и чирот во стомакот ќе му нанесат сериозни болки и ќе го вратат назад во Кочани и повеќе нема да му се укаже шанса за да замине во странство. Тука во оваа куќа ли си пораснат, роден? Па, тука, ова куќа. Ова е куќа од таткото или? Тоа татко ми направи. Дека јас ќе направам, не. Тоа се татко ми. Татко ми направи. Колку деца сте вие? 2. Јас и сестра ми. Во какви односи сте? Дали зборувате? Не зборувам, не. Зошто? Што знам, де така. Неќам да поценувам, она сестра како сестра, разбираш, сака да поценувам и некој, ќе поценувам, не можам. Жени, дето, машкото не ми вика на свадба. Вика, мисло би се паѓа, дали ќе викаш, да не викаш.
Викала ги сите на свадба, мене викала, исто дали ќе ми викаш, не може да терам се, така ли се, ти си пример сестра ми, ако сакаш ќе ме кажеш, сакаш не ме кажеш, така ли се? Не може, золе, така ли се? Тоа е твој кеф, дали ќе викаш на свадба. Ти она не. Не се казва, викај, исто и се баќа. Викам, ја и без те може, јас сам се родил, сам ќе умирам, што се. Тука од осмо одделение, осмонетка отидов во трговачка школа, завршив. Тука најдов работа во селози хартија таму, на тешка, на амалска работа, бали да дигам. Татко беше там командир на стражарите. Работеше на тие, на стражарите беше, ја бали нося, физичка работа работе. После растури се целоз хартија, однема ништо хартија, немаме ништо. Бегав за Германија, отидов таму. И таму е тешко таму. Што работевте во Германија? Се бил чини у хотел. Колку време останавте таму? Па не бев малку бе, 2 години, 3 години бев така во таму, 2 години. Зошто се вративте тука во Македонија? Па гледај се, роден крај немаш и виза, треба да имаш работна виза. А ја работя на црно. Нема виза, јазикот научив, па треба да се оженам за германка, па да добијам виза. И таму беше тешко живењето? Па добро, таму е полесно, таму по-добро, ама треба да имаш работна виза, да имаш да унадеш. Да имаш дека да спиеш, ако немаш дека да спиеш, тешко е. А зошто остана без работа? Зошто кога можеше не работеш? Бе болен, да ти кажам, болен бе. Има операција на чир. Операција беше оперисан чир. Операција не може да работам, некој сетер се не. И тоа се врна во Германија, да бе здрав, ја ќе остане таму, не бе здрав, кажувам ти. Има операција на чир имаше, тоа толкова да го, како да кажам, да си изразам се не може да реш нешто, сработа, тоа е чирка, ушто мало па ми го оперисаа тука, па какви болешки сам го искарал, да знаеш, те толку е маленко, знаеш колку боле? Чир, колку вика чир, у 12 палачно црево. Тоа ве спречи да понатаму нели продолжите не да може да работам, па болеме, тоа е чир, тоа е опасно звер. Толку извади го добро памет се, па ми да баа крв, па ми му надеа крв. Веќе со децении Иванчо живее тешко. Повеќе од 20 години не платил за вода. Струјата често му ја исклучуваат. Во зима не знае што е топлина, зашто пари за дрва нема да обезбеди. И таа минимална помош што ја имало државата веќе 2 години не ја добива поради одреден прилив на средства што ги добил од игри на среќа. Извесно време, вели тој живее со жена која е со попреченост, а заедно за да преживеат, мораат да питачат низ градот и пазарите. Во оваа куќа го поминувате поголемиот дел од времето, но како живеете? Тешко, многу тешко. Зошто? Многу тешко. Без вода, без храна. Тешко е. Без дрва. Ја дрва 30 години не сум купил. Дека дрва ќе земам? Не може дрва, не може без огрев, дека без дрва. Те виде таму тоа и органо под кревет си легнам, таму кревет си легнам и готово. И така живеете 30 години? Така, те видиш таму, фотоа таму легнем и готово. И лети и зиме таму сум, у таа соба. Таму спијам, таму... Со кого живеете? Имаме, сега живеам со една женичка живеам, ама она отиде кај мајке и она нема ништо, нема ни социјално, не и дават и на неа. И она е бедна, и она питаче по улиците. Тражи. Тај 10 динара тражи, ова е 10 динара тражи, питач. Тешко е. А иде тоа у социјалното не дават ништо. Не дават социјално, не дават нега. Она е болничка, не дават нега. И што викаме? Па још ја тепат, па ја малтретират. Тоа е диво ли? Кој жената тепа? Со клоци да го удара по граѓето. Жена тепа ли така? Да у Германија ќе го затворат, ломи ќе го затворат. Там ќе го затворат, там е смета. А вие земате ли социјално? Ја зимам таа една, како социјална пензија, нешто надејаме. Сега не зимам се, не, ќе ми ја пуштат. Расправам се нешто там со социјалното. Зошто вие прекина? Одидов да гледам там фудбал, ради тоа, па там имало некои добивки, ми ја скина ради тоа, да кажам, имало кога ја ги добивки. Ја немам добивки, не својата имам добивки. Оди на мојата лична карта и скина ми ја, пензията ми скина. Има една социјална пензија, скина ми.
За спортска, тоа си играл топка. Викам, не, јас сум гледал и некој запише тоа на лична карта, запише броја на лична карта, тие работите и на мојата лична карта. Криминал, тоа е кавојска, една сега кавојска работа. Запише броја на лична карта, прави криминал. Пријавам полицията, инспектори. Па ние не може да ги фанеме. Кој не може да го фанеш, вика, мора да го фанеш, кој така. Тоа е вработено лице, кој така. Треба да го фанеш, кој така. Тука се викам дали 500 евро, викам, каза, ја не може, ја цел живот да порасам за парчеле, кој така. 6.000 вешта, 6.000. И тие веќе? Тие скина, тие ми скина, тие. Тоа нема социјално. Колку време сте без денар? Па, да ти кажам, реално, година и по, година нешто. А жената? Па и она нема ништо, и она нема ништо. Зошто таа не зема ништо? Па ништо не те на неа ни дават. Не и дават и на неа. Ништо не му дават. Ни социјално, ни ова. Оди таму у бирото, лична карта. Па, она не може да работи. Абе добро, дали работи, да ја пријавам да ја дадете там социјално. И тоа не и дават да не ја запишуват. Па тие за нега да зема, таа нега да зема. И тоа не му дават. Па викам што да правам, не може. Со сила не било, не може ништо да правиш, што ќе да правиш. Ти помагаат ли соседите? Ретко. Нема тука комшии, кој те жали, секој си има фамилија, секој си има тоа. Од куќава, веројатно после родителите и ништо немате купено вие? Нема што ќе купам, немам без пари, што ќе купам, немам пари. Што да купам? Ова е се остатоци од Тоа животот? татко ми што е пред татко ми. Јас немам татко што е тоа направил тоа. Тоа што ми немам пред тоа. Тоа радио сигурно е да не прекрашам сигурно 40 години 50. Телевизор е толку. И тие не работи, тоа е старо, тоа е за уканта. Тоа не работи ништо. Како е да се живее на Волку Студено во сопствен дом? Ништо да правам. Зошто не пуштиш грејалка? Нема пари, нема што ќе купам, што немам пари. Што немам пари. Немате грејалка? Нема. Кога би има не би ја вклучиле ли? Ќе ја пуштам, да пуштам, ќе ја пуштам. Не имам грејалка, ќе ја пуштам, ќе ја пуштам, ама чем нема што да правам. У кревето таму поди органови си легнам, што да правам. Тежок, многу тежок живот, многу тежок. Студено. Се тресам целиот. Плачам некој, не си треба студено. Не сте стоплен од кога започна зимата? Па и храна, слабо се храниш, треба да се храниш, да имаш јадење. Без храна бива. Храната го држи човекот. Тај желудник, ако не му даваш, што ќе меле? Така ли? Пример, ако не се храниш, желудникот треба да меле, така ли? Ако не му даваш храна на желудникот, нема да меле, нема шо. Сте останувале сигурно гладни често? Па често не може да глада, нема шо. Ако не успеете да набавите преку питачење пари, не јадете тој ден? Па нема што ќе јадеш. Чем нема јадење, што ќе јадеш. Каде просите? По улица. Те мојата жена на пазару проси. Тража по народот. Дајте си нара, моле се по народот. Питаш што да прави. Како кога не зимате пари, ги плаќате сметките? Кога не зимате никаков приход во месецот, како ги плаќате сметките? Струјата? Сметка, струјата така некој пат кога ме ретко. Колку пати ми исклучуваа струјата, ми исклучат струјата, тоа ми исклучат, па пушат, исклучат. А водата, 20 кусур години ми ја пуштија водата. Зошто не ја вклучивте водата? Не може, што идам да се карам, не може да се карам. Што идам да се карам, со не бива. Вика мора да платиш одека пари, викам, кој ти плати ако немам пари? Одека ти плати ако немам пари? Некои промени никогаш изгледаат негативни и мислиме дека никогаш во нашиот живот работите нема да се сменат, но сепак треба да знаеме дека сегашниот момент е се што имаме и затоа треба да направиме се што е во наша можност сега да биде примерен фокус во нашиот живот. Тоа што сега и во иднина овој човек посакува е храна во стомакот и грејалка за да го стопли премрзнатото тело. Сте се обидели ли да ја продадете некогаш куќава за да земете нешто помало, а сепак да е нели потопло? Не да тя така да продам, што малку дава те 15.000 евра, што погледа, што ги купам со 15.000 евра, ај кажете. Не може и стан да земам, ај ќе земам да продам 15.000 евра ми дава, нема што ова. А ова убаво куќа, тука на центар, не убаво, не е лошо.
Не дават пари. Сака джабе да земат. А те вие надзорно те уценува. Не бива. Како вие сакате остатокот од животот да го поминете за да бидете срекни? Што ви недостасува? Што ви е потребно? Јас сакам да има храна, да има јадење, да има да не сум гладен, колку се може да се помогне. Ја не викам сега, баре храна да има, ако не повеќе храна да имам. Храна да имам храна за јадење да имам. Тоа е најважно, да имам храна. Човек ако не се хране, готово паѓа више. А храната го други човекот. И веројатно некоја греалка за да се згреете барем еден ден. Некоја греалка може нешто, така. Што може да се помогне, што може да помогнете, тоа е бас, тоа си имаше право. Би биле благодарен на се. Па ќе бидам благодарен. Храна, да имам да јадам, мора да јадам, како ако ајде студирам, ајде храна да јадам. Непријатност, стрес, тензија, грижа се облици на неудобност предизвикани од премногу мисли за еднината, а премалку живот во сегашноста. Обрнете внимание на она што луѓето го прават, а не на она што го зборуваат. И кога животот ќе ве притисне од сите страни, не заборавајте, секогаш, ама баш секогаш, мораме да почнеме од почеток. Ванчо Митев има 69 години и потекнува од Кочани. Нема да успее да се снајде во животот, па својата старост ја минува премрзнат и гладен. Никогаш ке рече тој нема да се ожени и да создаде семејство. А не живее добро ниту со роднините, бидејќи како што самиот тој ќе каже, премногу го потценувале и сами избркале од нивните животи. Како млад среќата си ја барали на запад, но болеста и болките ќе го спречат да успее и ќе го вратат повторно во родната земја. За жал, овој пат уште полоши од претходно. По смртта на родителите тој буквално преживува. Не може да најде соодветна работа и последните години живее само од социјална помош. Веќе 20 години живее без елементарни услови за живот, топлината ја добива само од стариот јорган останат од неговата мајка, со кој се топли дури и на минусни температури. Па и во моментите кога не питачи низ градот, затоа што последните 2 години нема ниту за леб бидејќи му била укината и социјалната помош. И вкусот на храната го заборавил бидејќи не може да се дозволи да си купи ниту леб, а се би дал, барем за миг да има греалка, вели Ванчо, за да може да си ги стопли премрзнатите коски и да може со храна да го нагости својот прегладнат желудник. Игор Стефановски во своето 47 годишно постоење не може да се пофали со убав и квалитетен живот. Роден и израснат во селото Псаче, уште млад ја запознава тежината од сиромаштијата. Па живеењето на неколку семејства во тесниот семеен дом од татка си ќе се покаже како лоша опција. Затоа тој дознава дека подолу во селото има напуштена куќа во која инвестира и средства и години, па известно време живеел со сопругата Илинка и децата во неа. Се до денот кога не се појавил сопственикот и не побарал назад да му се врати тоа што е негово. Тогаш група хумани луѓе заедно со Игор на плац што некогаш припаѓал на неговата баба, ќе изградат двособна куќарка, само ова семејство да не измрзне надвор и да има кров над главата. И потоа започнуваат новите проблеми, бидејќи местото каде е изградена новата куќа не е на име на Игор. Тој не може да спроведе струја, иако последните пари ги дал за неизен приклучок. Веќе со години ова семејство живее во мрак и на свеќа, ако останат пари од она малку социјална помош што ја зема месечно. Поради стресот и високиот притисок Игор останува без слух, а поради тоа и без постојана работа. Како врв на се и сериозната здравствена состојба на неговата сопруга, која не е способна сама ниту да стане од кревет. По ова семејство, ако не е храната од народните кујни ќе пати и за леб. Игор вели дека не може децата да ги испрати гладни во училиште, затоа што таму им се лоши, а и во темно не можат дома да пишуваат домашна, па често се прекорувани од наставниците. А Илинка додава дека и дома кога ќе дојдат немаат услови за живот, ниту храна, ниту топлина, а најлошо што немаат ниту светлина за да функционираат. Со екипата на Срце на дланка денес дојдовме во село Псача. Едно 6-члено семејство живее многу тешко, семејството на Игор Стефановски. Дојдовме за да не ја раскаже неговата животна сторија. Поминовме многу шума за да стигнеме до куќата, претпоставувам, на Игор Стефановски. Да. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Не повикавте, ни звоневте многу пати, еве сме тука да дојдеме да слушнеме вашата сторија. Да. Што ви се случува, Игор, како живеете? Имаме проблеми. Ова е мојата куќа, цереше ме таму горе, таа почна да пада куќа, ми помогна од страна, направивме 2 собичиња и едно котличе, уште не ми е направено.
Неаме струја, мака Зошто имаме. немате струја, Игор? Па место не било, води се на бабо ми, она е почината, мајка ми е почината, тамо што има тети, не ги знам, тражит ми документи, ај преко тај куќа да земеме струја, платив, нима струја, нима пари, ништа нема, социјално зијам, све парите си ги потрошив за тоа и немаме услови. Жена операција ми се праеше, имашеме проблеми, големи. А со дечињата, како? Сите учат училиште? 3 ученика имам, немам услови за децата. Децата идат у школа, без јадење, без ништа, немат обуќа. Много тешок живот имаме. Ја не барам помош, само нека видит какав живот живееме. Сигурно децата на училиште ви бараат, велите немате ниту за храна. Слабо слушам, не сум способен за работа, А зошто слушате слабо? Што ви е со па слухот? не знам што е работа, еве 4 години слабо слушам. Овде ли седите? Ова е собата? Да. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добри да се каже. Штом не повикавте, очигледно дека не е добро. Да, не е добро. Мака имамо, струја немамо. Деца 3 у школа идат, гладни, боси. На голема мака смо. Значи немамо издобство, не можем деца да си ги гледа. Банка плати све, нима струја, јавljam се на телефон, да видиме, ќе биде, ни се јавља да дојде да ме приклучит, нити ништо. Повеќе сте во мрак отколку во светло. Да, Да. да. Игор Стефановски во своето 47 годишно постоење не може да се пофали со убав и квалитетен живот. Роден и израснат во селото Псаче, уште млад ја запознава тежината од сиромаштијата, па живеењето на неколку семејства во тесниот семеен дом од татка си ќе се покаже како лоша опција. Затоа тој дознава дека подолу во селото има напуштена куќа во која инвестира и средства и години, во известно време живеел со сопругата Илинка и децата во неа. Се до денот кога не се појавил сопственикот и не побарал назад да му се врати тоа што е негово. Тогаш група хумани луѓе заедно со Игор на плац што некогаш припаѓал на неговата баба, ќе изградат двособна куќарка, само ова семејство да не измрзне надвор и да има кров над главата. И потоа започнуваат новите проблеми, бидејќи местото каде е изградена новата куќа не е на име на Игор. Тој не може да спроведе струја, иако последните пари ги дал за неизен приклучок. Веќе со години ова семејство живее во мрак и на свеќа, ако останат пари од она малку социјална помош што ја зема месечно. Поради стресот и високиот притисок Игор останува без слух, а поради тоа и без постојана работа. Како врв на се и сериозната здравствена состојба на неговата сопруга, која не е способна сама ниту да стане од кревет. По ова семејство, ако не е храната од народните кујни ќе пати и за леп. Игор вели дека не може децата да ги испрати гладни во училиште, затоа што таму им се лоши, а и во темно не можат дома да пишуваат домашна, па често се прекорувани од наставниците. А Илинка додава дека и дома кога ќе дојдат немаат услови за живот, ниту храна, ниту топлина, а најлошо што немаат ниту светлина за да функционираат.